Пред да дојдам во Вашингтон, подолго време јас работев во надворешната политика, во дипломатијата. Имено во Министерството на надворешни работи се вработив на 1 јануари 1988 година. Бев вклучен во целиот процес на добијање на независност на Република Македонија во преговорите на конференцијата на понајшна Југославија. После тоа 4 години бев дипломат во Женева, каде што ја след работа на Обединетите нации во Женева, Светската трговска организација, Комисија за човекови права, Светската телекомуникациона унија и така натаму. По враќањето во Женева бев вклучен во решавањето на бегалската криза во Македонија 1999 година и фактички во тоа време и се запознав со поранешниот председател Трајковски. Он беше национален координатор за кризата, јас му бев негов прв помошник и по неговото избирање за председател јас ја преземав функцијата за шеф на кабинет на председателот, каде што бев до 1 февруари 2004 година. 3 недели фактички пред трагична смрт на председател Трајковски, јас предов работам за една америчка консултантска компанија Booz Allen Hamilton. Имавме проект во Македонија кој што се викаше усогласување со Светската трговска организација. Тоа беше 2-годишен проект, ја го водев проектот. Бев во тоа време единствен македонец што води амерички проект во Македонија. Па после тоа исто во меѓувреме предав на Европскиот универзитет предмети во областа на меѓународната економија, надворешна трговија, економска политика на Европската унија, банкарство исто така во еден период предавав. И во 2006 година бев замолен да дојдам како амбасадор во Македонија, на Македонија во САД. И сепак тоа беше еден голем предизвик и беше мощно значено во овие мощни битни времиња за Македонија да дојдам во Вашингтон да го искористам моето скоро 20 годишно искуство во оваа област, бидејќи кој што реков претходно работев во Министерството на надворешни работи и во кабинетот на Трајковски 70 до 80% од работа беше сврзана со надворешната политика. Така да, ево, 1 година сум овдека во Вашингтон. Овака, кога ги бранев моите тези во собранието на Република Македонија, во владата и пред министер за надворешни работи и пред председател на државата, реков дека во првите 12 месеци целиот приоритет ќе биде во ставен на добиење на покана на членство на Република Македонија во НАТО, бидејќи тоа е мощен значаен предуслов и за економски развој. Меѓутоа, одредени активности во нова поле беа направени, како, да кажам, врв на тоа, мината на 7 март направивме на еден мощно успешен бизнис форум во Вашингтон, на кој што говореше вице-премиерот Зоран Ставровски, министер за инвестиции Гливор Цашковиќ, директор на Агенцијата за инвестиции Виктор Мизо и министер за информатика Иво Ивановски. Меѓутоа, што е исто многу значајно на оваа конференција, не говоревме само ние македонци да кажеме што сме направиле, туку во концептот на конференцијата беше и да други кажуваат за нас што сме постигнале. Па така го имавме Мајк Зафировски кој што даде посебно значење и тежина на оваа конференција, Марк Белчер од Booz Allen Hamilton кој што е вклучен во Македонија од 1998 година и даде на ретроспектива каде била Македонија тогаш и каде е сега, и Јеркер Торгрен кој што е швеѓанец кој што работеше IT проекти. Исто така од аспект биќе конференцијата беше за странски инвеститори, имавме многу интересно излагање на еден наш македонец кој што се јави во функција како странски инвеститор, биќе тој е роден во Шведска, Игор Лештер, кој што има мощно успешна IT компанија Sivus, во која работат 350 луѓе, која што за 8 години стана најголема компанија на Балканот во таа област. Самиот концепт на конференцијата имаше две цели. Едната цела е да се презентира Македонија пред бизнис заедницата како дестинација за инвестиции, а втората цел беше да се промени имиджот за Македонија. Бидејќи претходно дека во Вашингтон главно се говореше за
успесите во меѓуетнички односи, за стабилноста на Македонија, за надминување на конфликтот во регионот и така натаму. Сега веќе говориме, сакавме да говориме за една друга Македонија, Македонија која што бара инвеститори, Македонија која што бара трговија, која што се главна цел е економскиот развој. И затоа имавме покрај околу 100 учесници, 80% беа од бизнес заедницата, меѓутоа имавме од State Department, од USAID, од Washington Times, од некои други медиуми представници. Понашто учесниците и присутните го искажа, можам да кажам дека сум многу задоволен од конференцијата и многу од наши македонци искажа дека се горди што присуствувале на ваква конференција.